Наред е нашата Ивана, која што веќе не очекува да ја вклучиме во живо, Линковски, да ни каже нешто повеќе детали околу глумците пеат, не само што пеа во Скопје, ќе пеат и во Маврово, ма прво сакам да ти честитам и тебе среќна нова успешна година 2024. Ивана, и тебе како и на твојата прекрасна соговорничка Маја Бабич. Добро утро. Добро утро, Сузе, до тебе. Еве официјално среќна нова година и на тебе и си најубаво во новата година. Пред се многу здравје ни е потребно, нели, за да имаме се понатаму во животот. Ова утро нема да ве поздравиме ни од Маврово, но ќе најавиме еден интересен настан кој што ќе се случи утре во Маврово, утре 5 јануари со почеток во 21 часот во Легрант арената, голем концерт на глумците пеат. По 17 години пауза, минатата година во април се одржа повторно, односно се обнови глумците пеат, и тоа го обновија токму ќерките на големиот татко и автор на познатото шоу Глумците пеат, Марин Бабик. Тоа е секако Маја Бабик, со која што ќе разговарам во продолжение за тоа како помина минатата година Глумците пеат, но и репризата која што ќе имате можност да ја слушнете, погледнете и да ја уживате во незе утре во Маврово, но и што ќе не очекува наредно оваа година. Маја, добро утро, среќни празници и среќна нова година. Добро утро и вам, добро утро, среќни празници на вашите гледачи на Алфа телевизија. Посакувам само убавини, раат во душата и песна многу. И чист воздух, верувам дека сите си посакуваме тоа. 8 месеци веќе помина, откако по 17 годишна пауза повторно го возобновивте на Глумците пеат шоуто во чест на вашиот легендарен татко, легендарен на македонското глумиштво. Какви ви беа очекувањата и дали ви се исполнија пред се очекувањата, она што глумавте зацртано, и како помина Глумците пеат? Очекувањата беа да ги вратиме. Одлуката да ги вратиме беше емотивна моја и на сестра ми. Успеавме во тоа со помош на целата екипа која стоеше зад Глумците пеат, првенствено Дејан Пројковски како режисер и Љупчо Мирковски како шеф на оркестарот и диригент. Направивме продукција на која работеа 100 луѓе. Значи имавме 60 на сцена и уште 30-40 во позадина. Судејќи според реакциите на публиката, судејќи според реакциите на медиумите и на огласите на социјалните мрежи, очигледно сме направиле добра работа. Навистина беше многу убаво. Она што беше важно е дека глумците уживаа и музичарите, дека се забавуваа и веднаш велеа сека кога пак. Ете го тоа пак дојде. Така, утре, 5 јануари, пред Божикно, пред Бадниково, пред празнично, сите оние кои што се во Маврово ќе имаат можност да уживаат во репризата, што поточно ќе имаат можност да слушнат и да видат сите оние присутни, односно публиката која што ќе биде дел од утрешното издание на Глумците пеат. Маврово се случи на покана на менаџментот на ресортот Маврово. Ние на почетокот бевме малку скептични и дури мислам дека и не сакавме да го направиме ова, затоа што татко ми некако никогаш не ја извади Глумците пеат надвор од своите граници или во своите рамки. Но од друга страна рековме, јас извинувам, ми течат солзи од загаденова, си рековме зошто па да не. Во консултација со глумците свативме дека тие едве чекаат повторно да запеат и тогаш рековме ајде ќе го правиме. Значи во Маврово одиме со, да речеме, една скратена верзија, затоа што единствено нешто што ни замерија од минатата година е должината на траење на Глумците пеат. Овој пат одиме со една скратена верзија. Посетителите ќе можат да видат дел од точките кои што беа и минатата година, забавни, весели, певливи композиции со доза на театар, со доза на хумор, со доза малку на смешки. Глумците не пеат совршено, тоа сме го расчистиле многу одамна, но затоа се многу добри шоумени на сцена, така што никој не може да им замери ако отпеат некоја нота повисоко или пониско или неточно. Важно е дека тие ја носат
нумерата и точката на сцената само они како што знаат. Да, сепак нели не се пејачи, немаат завршено музичка академија, туку се актери и треба нели добро да глумат, но и да направат шоу, а тоа се покажа дека знаат да го направат на глумците пеат, па затоа еве побаравте нели и реприза, но во скратена верзија. Знам дека многумина ги интересира во однос на билетите, каде ќе може да се набават, затоа што претходно многу порано нели се продава, а сега некако многу на брзина дојде ова издание на глумците пеат. Билетите, ние сме само гости во Легранд Арената. Навистина не знам како и дали има билети, но мислам дека на Ресорт Маврово има апликација каде што можат да се купат билетите. Не знам, навистина не знам, не е во наша организација тој дел, а за ова другово ќе видиме. Одлучивте дека сепак ќе прерасне во традиција ова шоу и дека продолжувате и понатаму и дека и оваа година ќе имаме ново издание и дека нема да застанете нели само на едно возобновено издание, па до каде се подготовките и што предвидуваат подготовките еве за новото издание на глумците пеат, кое што не очекува верувам на пролет. Ветено сторено, значи ние уште тогаш кажавме дека мораме да го продолжиме и дека не е само една година во чести спомен на Марин Бабич, туку мора да продолжи. Особено што видовме колку публиката позитивно се изјасни кога објавивме дека го враќаме. Што значи дека ваква манифестација навистина и недостасувала на јавноста и тоа е уште поголема обврска наша. Ние веднаш по завршувањето на ланските глумците пеат, започнавме со подготовки и можам веќе да кажам дека сме пред крај со подготовките и еве премиерно и официјално на вашата телевизија 29 март е новото издание на глумците пеат. За жал не успеваме да го обезбедиме датумот 26 март како што беше порано. Малце е гужва во држава со сали каде што може да се одржува, така што мислам дека никој нема да замери дека е после светскиот ден на театарот, а не воочи светскиот ден на театарот. Правиме убава продукција, правиме големо шоу, повторно ќе имаме голем број на глумци, некои од минатата година, некои уште од претходните изданија, но имаме и млади луѓе за кои што ни е многу важно да се појавуваат на глумците пеат, затоа што ние минатата година откривме неколку таленти кои што веќе влегоа во музичките води и гостуваат на концерти, значи дел од младите актери. Тоа е мисијата на глумците пеат, да им дава шанса на младите актери, да ги имаат своите 5 минути, да речеме, на една поинаква сцена и ќе има и оваа година млади, нови имиња, ќе ги имаме, не сакам да кажам старите, но веќе докажаните и познати имиња. Имаме тема која нема да ви ја откријам. Имаме веќе одбрано песни, актерите ги вежбаат своите песни, се распејуваат, така што мислам дека ќе испорачаме едно добро шоу, билетите ќе се пуштат веќе после празниците. Така, верувам дека и актерите кога ги поканувате да бидат дел од ова маестрално шоу, дека и тие со задоволство прифаќаат. Да, со задоволство. Првото е вау, да, ќе дојдам, но второто е не знам, чекај како ќе испеам. Секогаш постои таа доза на, не би рекла несигурност, но голема одговорност како ќе испеат, но потоа со разговори сваќаме дека и како не им е тешко да го испеат тоа. Имаат сега доволно време и да вежбаат, ако треба и да побараат помош во однос на распејувањето, така што првиот момент е дали ќе испеам, а потоа влегуваат во една креативна фаза каде што од својата точка гледаат што да направат. Така, Маја, ти благодарам за одвоеното време. Ви посакувам убав помин утре во Маврово и секако се гледаме нели на новата премиера на 29 март на големото маестрално шоу Глумците пеат. Ви благодарам за одвоениот простор, за вниманието, среќни празници и дојдете ако можете во Маврово. Да, Сузе, еве ќе ги поканиме сите оние кои што сакаат да подишат нели чист воздух, сите оние кои што имаат можност еве за божикните празници да бидат во Маврово, бидете дел и од утрешното шоу, односно од репризата на Глумците пеат, кое што ќе се одржи во Маврово, а секако нели новата премиера ни доаѓа веќе на пролет на 29 март, како што спомена веќе Маја.
Прекрасна можност и благодарам многу Ивана, секоја чест и браво за керките на легендарниот Марин Бабич, кои што навистина се потрудија после толку години пауза повторно да ги вратат глумците пеат на радост на целата јавност, манифестација која што навистина не може да се игнорира и манифестација во која глумците се надминуваат себе си. Браво и верувам дека утре ќе има прекрасна забава и секој кој што ќе може да присуствува ќе биде вистински почестен.